večer Radović, dobro večer Oraovica, dobro večer Podareš, dobro večer Zleovo, dobro večer Injevo, dobro večer za Unijata na veterani Radović, priopštinski od komitet na VMRO DPMN, dobro večer za Unijata na mladi sili, dobro večer za Unijata na ženi i dobro večer za opštinski od komitet ovdeka na VMRO DPMN Radović. Se razbira, dobro večer i do našite koalicioni partneri koji što večerva se ovdeka so nas od koalicijata za Podobra Makedonija. Пред да го почнам она што сакав денеска да го говорам, би сакал на вас, добри луѓе, почитувани мои браки и сестри радовишани, да ве замолам за една работа. За жал, еден човечки живот сгасна во текот на вчерашниот ден. Прекрасна глумица Билјана Беличенец замина од овој свет. Таа беше исклучителна личност, исклучителен градоначалник, председателка на градскиот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Ке ве молам, во име на тоа, со едноминутно молчење да одадеме почит за прерано сгаснатиот човечки живот. Слава и Билјана вечно ке живее со нас и со нашите спомени. Денеска овде во Радовиш ќе искористам можноста да го кажам тоа што го кажав и во Ново село и во Босилово, а тоа што го слушам од граѓаните во Република Македонија. Иден председател на Република Македонија ќе биде професорката Гордана Силјановска-Давкова. Победуваме на председателските избори. Идниот председател на Републиката тоа го кажа. Не обвинуваат дека ова биле председателски избори, не биле парламентарни. Ние, господа, од врхушката на СДСМ, ние сме различни од вас по многу основи. Ние легнуваме со последна мисла за Македонија. Ние се будиме со прва мисла за Македонија, додека вие на татковината и народот мислите од избори на избори, а после тоа го заборавате и татковината и народот. А ние секојдневно мислиме што да направиме и за татковината и за народот. Тоа нас не прави поразлични од вас. Вие велите напред сте нудели иднина. Полни вреки пари за да понудите иднина. Ние нудиме иднина на нашата татковина, достоинствена, принципиелна и честита Република Македонија. Вие барате иднина за да се збогатите, а ние нудиме иднина со богата република и богати граѓани. Тоа е различното од она што вие го нудите. Вие нудите иднина откажувајки се од минатото, кое што како сидрове влече, не давајки ви да мрднете ни милиметар понатаму кон иднината. А данас, минатото, нашата традиција и обичаи, се наша гордост и заедно со нив ќе грабиме кон вистинска европска иднина. Нашето минато е нашето едро кон вистинска европска иднина за нашата татковина. Вие, господа, од власта, од врхушката на СДСМ, имате проблем со себе, а ние, заедно со народот, имаме проблем со вас, кој што ќе го решиме на 21. април, а потоа ќе го потврдиме на 5. мај.
Ние, господа од СДСМ, од врхушката од СДСМ, сме различни од вас. Затоа што ние не направивме коалиција во еден скап и луксузен хотел во Скопје, во мафијашки стил и на деспотски начин избравте кандидат за председател на Македонија. Ние ја направивме најголемата коалиција, а тоа е коалицијата со народот, со граѓаните на Република Македонија, со македонците, со турците, со ромите, со србите, со власите, бошаците, со сите останати кои што се родиле во оваа држава, формирале семејство во оваа држава, израстале во оваа држава и во оваа држава се развивале како луѓе и си ја сакаат оваа држава. Ние со сите тие, господа од врхушката на СДСМ, направивме коалиција и ќе ве победиме на 21 април. Се уште не сте свесни за тоа. Ние, господа од СДСМ, со нашите поддржувачи, со граѓаните на Република Македонија, комуницираме на начин со тоа што им се обраќаме со браќа и сестри, со добри луѓе, почитувачи на делото за Републиката, за Македонија, за каузата, за организацијата. А вие, заедно со овој постер овдека човек што сте го ставиле, Стево, најпрвин ги нарековте граѓаните стока, а потоа ги нарековте сурати. Како сакате да добиете глас и поддршка? Ајде, браќа и сестри, да им кажеме на 21 кој е победникот. Победникот се знае, јасно е. Веднаш после Конгресот имав можност да разговарам со многу наши сопартици. Зошто токму изборот беше професорката Гордана Силјановска-Давкова? Одговорот би го собрал во два дела. Првиот дел е затоа што е најинспиративниот професор на правниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Затоа што не го штеди своето знаење да го пренесе на студентите. Затоа што е полна со честитост, искреност и принципиелност. Затоа што е заштитник на правото и законите. Затоа што е безкомпромисен борец против неправдата. И второ, затоа што секогаш кога Македонија била во искушение и исправена пред предизвик, професорката Гордана Силјановска-Давкова се исправала пред предизвик. Така беше и во 2004-та, после оној референдум за територијалната распределба, така е и сега во 2018-та, кога застана на браникот на одбрана на идентитетот. И тука немавме дилема, председателе. Затоа, ние ја направивме најголемата коалиција со граѓаните во Република Македонија. Тоа е коалицијата со народот, а народот на 21 април, а потоа на 5 мај, ќе му покаже на Зоран Заев каде му е местото. Овој човек овде, што го гледате на постерот, украде кампања, ама не продолжува, не престанува, продолжува да краде работи. Па гледам во еден од нивните спотови го ставиле великанот Блаже Коневски. Човекот кој што велеше дека името ни е свето, а сака да ни го земат. Тие луѓе го зема името, и идентитетот, и достоинството, и честа, и бесрамно
се дичат со тие луѓе. Тоа ние не смееме да им го дозволиме. Ние на 21. април треба заедно еден до друг да им покажеме дека тоа не е исправно и дека честита Македонија допрва доаѓа народот ќе си ја земе во своји раце. Па ќе речат, откажи се, огради се од минатото, огради се од ова. Еве втор ден поред, ќе им го дадам истиот одговор. Јас влегов во организацијата со првата генерација. Растев, работев со втората, а ја предводам третата генерација политичари во ВМРО-ДПМНЕ. И ние во ВМРО-ДПМНЕ никогаш, ама баш никогаш, не се откажуваме ниту од еден кој што е дел од било која генерација во ВМРО-ДПМНЕ. Еден за сите, сите за еден. Но подготвен сум. Се што било направено спротивно од волјата на народот. Затоа што кој работи, тој понекогаш греши. Сум подготвен како предводник на оваа генерација современици во организацијата, да го прифатам на себе. Јас сум тој кој што сега е одговорен. Нема да барам вина во ниту еден од вас. Подготвен сум да водам и подготвен сум да понудам решенија за подобра иднина и вистински честита Македонија. Но тоа што е било добро и што било корисно, а имало стотици илјадници проекти, подготвен сум да ги усовршам, проширам, надградам, да понудам дополнителна иновација и сето тоа да го понудам на граѓаните. А граѓаните се секогаш во право, па они нека одлучат дали борбата наша против заевизмот или понудата на Зоран Заев наречена завидлизам. Граѓаните нека одлучат кое е вистинското решение. Секогаш во минатото, кога сме се исправале пред предизвикот, наречен Македонија, ВМРО-ДПМНЕ е бил тука. Секогаш. Така и овој пат. Ке се обидат да ви кажат, да ви убедуваат дека вака не може. Дека толку е, лошо е. Дека на вистина не можеме подобро. Лажат. Не ја говорат вистината. Најубавите денови за државата, а браќа и сестри, добри луѓе допрева доаѓаат. Тие денови се пред нас. Тие денови доаѓаат веднаш после победата на предвремените парламентарни избори, кога овие луѓе, кои што сега стојат и зборуваат пред вас и ве гледаат во очи, нема во фракови да газат дебели персијанци на балови и нема да се возат во Мајбах и Бентли, туку со вас и со проектите под Нишка ќе ја градат историјата за Македонија, а ќе ја зидаат подобрата иднина за сите идни генерации. Нема да гледате окезени шарлатани од политичари. Ќе гледате политичари со изморени лица, луѓе кои што грабат секој квадратен километар да го изградат, луѓе кои што ќе нудат решенија за реалните проблеми на граѓаните. Тоа јас ви го ветувам. Не за тоа што сега ВМРО-ДПМНЕ е во опозиција. Стојам со сета своја чест и како човек, и како универзитетски професор, но и како председател на ВМРО-ДПМНЕ. Немаме повеќе време за дополнителни грешки. Треба државата да си ја дигнеме од пепел, од онаа пепел која што овој заевизам ја втурна во онаа бездна. Ме прашуваат што е неправда. Неправда е, добри луѓе, браќа и сестри, што кога ќе бидете опозиционер, ќе редите чевли пред владата на Република Македонија и ќе обвинувате владата дека таа била виновна за иселување на луѓето. А сега, кога веќе 2 години сте премиер, и тоа иселување
пеколно големо како што никогаш не било до сега во историјата. Ништо нема да превземете. Неправда е кога на земјоделците ќе им ветите за гарантиран откуп, ќе им ветите повисоки субвенции, ќе им ветите дополнителни стимулации, а кога ќе дојдете на власт, ќе бегате од тоа ветување како ѓавол од темјан. Ќе споделам неколку искуства со вас, што денеска ги споделив и со луѓето од Ново село и Босилово. Илјадници километри поминавме овие нешто повеќе од 15 месеци од како сум избран за председател на ВМРО-ДПМН. Илјадници километри поминавме заедно со идниот председател на Републиката. Ке се обидам неколку сведоштва да ви пренесам. Бев во Ресен. Разговаравме со ресенчани. Разговаравме за нивната мака. Сведочија како со пила ги сечат кроштите кои род раѓаат за да ги прехранат своите семејства. Затоа што 1 килограм јаболка е 1 денар и нема ниту за 1 денар кој да ги купи. Затоа што во Малешевијата и Пијанец, и овде во Радовиш, сливите се истураа на улиците затоа што немаше кој да ги откупи. Кога бе во Кочани, полни се магазините со ориз, но нема кој да го откупи родот на земјоделците. Луѓето не знаат како леп на семејствата донесат. Раноградинарските производи останаа на нивите необрани затоа што немаше кој да ги откупи. Пелагодина е жолта. Жолта, златна е пелагонија. Затоа што нема кој да ја ожне и нема кој да го купи родот. Тоа е секојдневието во Македонија. Тоа е неправда. А не е неправда тоа што ние молиме да ни дадете шанса за да ни помогнете, да помогнеме, за да можеме сите ние еден до еден да си помогнеме. Тоа е човечки и тоа мора да се случи затоа што вака Македонија оди во бездна, како што каже и председател. Неправда е кога патриотите се осудени на 2 века затворска казна, а терористи од ИСИС, вратени од боиштата од Сирија, добиваат 3 пати помали затворски казни. Неправда е кога ќе ветувате реновирање на здравствените институции како опозиционер и плата од 100.000 денари за докторите. А кога ќе дојдете власт, тогаш ќе гледате како докторите од Македонија заминуваат и ги полнат клиниките во Европа и во светот. Неправда е кога на младите ќе им ветувате пристојни услови за студирање, квалитетно образование, кога на младите ќе им ветувате младинска гаранција, а кога ќе бидете власт, ќе бегате од тоа ветување и младите ќе учат, работат и творат во субстандардни услови во домовите студентски. Неправда е кога велевте нема правда, нема мир, дека нема компромис со правото и правдината, а при првиот чекор, за да си ја продолжите вашата политичка кариера, правевте компромис и со правото и правдината на грбот на татковината и на граѓаните на Република Македонија. Неправда е кога се колневте во жицата, кога се колневте во најмилото, кога се колневте во дедовината и татковината, дека нема да го предадете овој народ, дека нема да ја предадете Македонија, а првиот момент не чекавте ни втор, првиот момент го сторивте тоа. Тоа е неправда. Неправда е што шетате по Македонија и го барате гласот на овие луѓе, за оној човек онаму, а се срамите да кажете и да испеете дека денес над Македонија се раја и дека македонците се бора за своите правдини.
па мора да измислувате, да се препелкате, да велите доцнел авионот, немало време за протоколарности. А вчера го слушавме дека и тоа го излажал. И тоа го излажал. Всушност работата била да не му направи непријатности на неговиот нов другар Ципрас во Грција. Ете, тоа го изјави вчера. Човекот се колнеше, човекот се колнеше во Македонија. Човекот се колнеше во најмилото. Се колнеше во бетон идентитет. А што се случи? Тој бетон идентитет се урна како кула од карти при првата прилика. Тие луѓе не заслужуваат ниту било каква елементарна поддршка, а не па победа. Затоа, ова најголема коалиција, коалицијата со народот, ќе им го испорача вистинскиот цех кој што они ќе го платат на 21. април и на 5. мај, а потоа на предвремените парламентарни избори. Ајде заедно, сите ние, да не ја пропуштиме оваа можност. Да не пропуштиме да си ја вратиме Македонија на вистинската патека, да не одиме, да не итаме кон бездната во која што не носят овие луѓе, овие трговци, кои што тргуваат со нешто кое што го наследиле, нешто кое што некој со животите го платиле. Ајде да ја искористиме можноста на 21. април. Знам дека ќе има многу искушенија и многу предизвици. Ова наша борба, ова наша битка. Но сигурен сум дека заедно со народот ние ќе победиме. Затоа што овие луѓе што ги гледам денеска пред мене, лево и десно од мене, и оние што се зад мене, се храбри и мотивирани и сакаат да победат. Денеска се појави едно истражување на јавното мислење. Победуваме кај земјоделците, убедливо. Победуваме и кај младите, убедливо. Победуваме кај оние со мал бизнис, убедливо. Победуваме и кај оние со голем бизнис, и кај нив победуваме. Победуваме и кај професорите. Победуваме и кај пензионерите, убедливо. Само сакам да искористам оваа прилика, да упатам порака до луѓето вработени во јавната и локалната администрација. Немојте да им се плашите. Само кукавици кои што не знаат очи во очи да ве погледаат, се закануваат и уценуваат. Немојте да ја пропуштите оваа шанса. Малку им остана. Ајде, сите заедно на 21. април и на 5. мај да им покажеме дека не им се плашиме на кукавиците. Ајде заедно да победиме за неа, за Македонија. Тоа е она кое што нас ни е сега потребно. Нема потреба воопшто да им се плашиме. За сиот сторен криминал, за сите притисоци, закани и уцени, за сето она непристојно однесување. Доаѓа денот кога од прв до последен ќе одговараат пред законите. Тоа јас ви го ветувам. Затоа, браќа и сестри, добри луѓе, сосема на крај, сакам да споделам уште една радосна вест со вас. Знам, и вие знаете дека пред зората е најтемно. Но, доаѓа зората. Зората се раѓа и носи слобода во Македонија. Доаѓа изгрева победничката зора во Македонија. Доаѓа правдата во Република Македонија. Да сте ми здрави и живи, да ни е здрава и жива Македонија и да ни е богато
просперитетно, напредно Радовиш. Ви благодарам од срце на сите што дојдовте денеска. Што се охрабривте и покрај снимките.